Цивил медија. Петта награда е една анкета што ја направи една група граѓански новинарки и новинари во Велес. Насловот е извонреден и гласи "Не се мисли на народот, се мисли на профитот". Да видиме за што се работи. Аце Коцевски. Мислам, прогласен за најдобар 2 мандата за ова локална самоуправа. Доста даде за градот и на основу тоа го гласав ми сега да биде, ама знаеш кога парата чудри носокот, не се мисли на народот, се мисли профитот да се го направи. Тоа е сигурно. Ниче друго. Кои се локални проблеми што... Се има проблеми. Имам еден пример, имам 2 дрва во дворот овде кај сум кај уред над Моцарт. Па 6 години давам барање, дека беа на власт во Мол, давам барање за да се реши проблемот. Оти се многу високи, да дојдат да ги разрешат, имаат машина и тие работи. Комшијата загина тоа дрво, пред како конеци и така да... Пред неколку месеци? Да. И? Па падна од лествицата назад, не предно, не почина. А вие имате поднесувано писмено барање? 5 писмени барања имам и никој не е одличен. Уназад, кажувам сега, за вас сега, но ова, не знам, че видиме што ќе... Поднесите повтора писмено барање? Не поднесувам писмено барање, го стапив директно со инспекторката за екологија. Обече дека ќе дојде и ќе ги се работи. Ја чисто можам да го оставам, ќе загине некој друг, ќе падне, коренот е приток, високо е многу, борче е големо, огромно. Нико не е. А ја да го сече, вика ти не можеш да го сечеш, така ми одговара од Дервен кога беа на власт. Овие и така. Велес проблеми кои имам. Овој Аце Коцевски доста среди у градот. Сега овој мандат е го видите години е сасвим подруг, не е тој што бил. Ја ти сега имах еден дуел со него, тоа викам, добро, јас се викам, зашто не правиш нешто, те гласаме 2 пати порано. Тој вика, шо ме гласавте сега? Сега ако дојде да те гласаме, да не те гласаме. Тоа е. Јас сум разочаран многу. Уназад многу години. Јас сум професионален возач, знам што е Европа. Многу знам што е Европа. Ја дојдов во ситуација, од Велес тргам со... Ја држав Европа, а држав Германија. 40 години скоро, 40 години возел во фирмата Трансферат. Разочаран сум многу, што ја од Велес тргам до Маđarска, кога влезе во Европската унија, ја до Маđarска граница преку Србија одам 3 дена. Ја го бацував асфалтот на Европската унија, Маđarска до горе немате никаква препрека, освен да застанете на граничниот премен, ни пасош, ни контрола, да се извадите винетка карта за пат. Тоа е. Нема, работа нема. Ден за ден живееш социјално. Што ти кажеш, с власта струи идат, сметки идат, татко ми взимам 9.010 лева. И тоа на 2 пати ги взимам парите. И ја не сум работен, социјално зил. И тоа ако го укинат. И мора да се работи горе, тука не било каде. Нема работа? Нема работа, работиш не, малку пари, па ти 6-9 зависи. Не исплатят минималната плата? Не. И сметки идат дома, само да струјат многу големи. Порано идеа мало и сега 8-9, зависи петија. Зависи. Татко ми не може се напада да прежива. Ние 20 сме, уште едно братче има. Не може да се прежива. И јас социјално што ги земам. Види да не земам социјално. Барате работа? Барам, ностро. Може да бевам сега горе, има искани пасоши. Бугарски имам луѓе, со мене што живеат, 5-6 години. И тоа е, нема тука. С цела младина, нек не испадам на градов, нема. Живеам, ше гора. Младите се селени? Да, мои генерации сите се отидени горе, некои возат камиони, некои се оженети. Не знам, цело време на работа, дома, саботи се работат, слаби плати, што да кажем друго. Значи животен стандард? Стандард за граѓаните? Да, слаб. Тоа. Ѓубрето го оставаат секаде, го растураат, Много работи, не се така, собира не работа се како како што што треба. треба.
Требам долго време. А за администрацијата не се ажурни они, треба да и чекаш со саати да ти услужат. За било што. Ние не сме задоволни од Услугата ни од плати, ни од ништо. слаба. Па оваа власт што дојде, па ништо не. Не Сега осекате што барем зимаме- некоја Сега што промена. зимаме по 14, сега на 12 ни да ме маде. Нема промена. Ето. Нема промена, ништо. Да, Знаеш ништо што, нема ти промена, само лаги. се е покачено, а платите и јадарка да ти качи не се осеќа, затоа Ништо што не пак сме е задоволни. качено. Дупло се качени трошоците, Цените. а не се Ние сеќаваат. мислиме дека ќе Мислиме дека Биде е нешто со добро. платите Не е повеќе, добро. ма ништо ги намалија дури. Не е добро, треба малце и за општиот работник треба малце да се гледа како што Ни гледа за нив само. не знам. Општо треба за цела Македонија малци да Ние живее ги гласуваме. народот, значи животниот стандард да се биде- подобри Да, да се за подобри. сите граѓани на Нормално, зашто Македонија. одиме на работа? Зашто треба Со слаби работиш, плати, да земеш може ли плата, со добро. во Лозар да работиш или на текстил да работиме за 3-14 Не. народот сега умира на вижте, 50, човек се 60, купува. а они Взимал бараат до по 64 до 700 60 за да марки. се работи. Това било 8-7 по Треба да 20 ти милиона. пружи, 20 за да се работи. взима. Оваа награда ќе подигне Небие Заимовска во име на Марија Пупулиева, Ангела Николовска, Симона Живкова, Сема Ѓулагоска и Емрах Грутков, се разбира, и овде присутната Небие ја беше дел од оваа екипа, па може и да ни каже неколку збора за тоа што се случи. Јас Како на изгледаше тоа вистина искуство? прво би сакала да се заблагодарам до вас, до Цивил. Ова е големо изненадување за нас, бидејќи не беше најавено. Вие ни дадовте информација дека добиле наши колеги награди, меѓутоа дека ние ќе бидеме наградени, тоа не. И на вистина многу ви се заблагодарам пред се за значи идејата што ја имате да потикнувате што е можно повеќе луѓе, значи да се вклучат и да придонесуваат. Ова е навистина место каде што човек може да се осеќа удобно и слободно да го изразува тоа со тоа што се соочува. Мене навистина ми е жал што не можам да бидам активна, барем овој период. А многу добро јас го знам животот на новинарот, 10 години ги помина во новинарството и многу ептен ми е познато и предизвик. Препорака за младите, значи секогаш да бидат слободни, пред се да има доверба во самите себе, да барат место и начин да ги изразуваат нивните ставови, никогаш да не запират и да не чутат пред неправда. Иако во ова општество предизвикот е преголем, борбата е многу јака, меѓутоа сепак постои еден начин, една алтернатива, постојат место како што е Цивил, кој што може да се изразуваат нештата слободни, независни и на крајот на денот да се види некоја неправда и значи да се дојде до некоја реалност. Реално да ги гледаме значи работите како што стојат во општеството, да се вклучат и тие што може значи да бидат што е можно поактивни и зашто да не. Еден ден значи може да бидат и многу добри професионалци, новинари и да ја видат својата иднина и како новинари, како кариера, бидејќи вака од невладини организации сум почнувала и јас. За жал бев приморена јас да се откажам од новинарството, тоа не го кријам и со тешко срце се откажав, но јас бев приморена, таков беше периодот тоа време. И имам ветено сторија за Цивил, за тој настан, меѓутоа не сум имала време сепак треба да го седнам да го пишувам, моментално сум зафатена со судството и не сум имала време, меѓутоа не заборавив на ветување, тој материјал од мене ќе го добиете. Не јас да се жалам од некој од нешто, меѓутоа да биде еден пример, една сторија за останатите генерации, за другите новинари. Јас сепак го најдов патот, но знам дека има многу колеги, многу млади кои што биле приморени да ја напуштат државата заради овој предизвик. Кога ние сме биле приморени, значи да кажуваме тоа што не сме го гледали и не го гледавме на терен. Вие многу убаво го знаете тој период. Цивил медија